А сега е повторно време за гости. Нашата втора гостинка, Слободанче Маја, нашата драга колешка Маја Поцевска, која толку многу недостига на екраните, но со задоволство денеска си Маја овде да ни презентираш нешто многу убаво, така? Да, мене ми е чест и задоволство што сум тука и се осеќам како дома, бидејќи последната телевизија во која работев беше токму Алфа телевизија и имам многу убави сеќавања од ова студио, така да ми е навистина пријатно во студиово и ми е задоволство што ќе се дружиме. Инаку подолг период не сум на екраните, но затоа ме има на еден друг медиум, а тоа е YouTube каналот со подкастот, така да присутна сум пак помеѓу гледачите на некој начин. 50 дена, секако и на убав начин, да. Да, 50 дена забава за божикните празници. Ќе заличи ли Скопје на една од европските метрополи? Верувам дека тоа ќе биде прво огромно задоволство на сите дечиња и на возрастните, затоа што таа предновогодишна магија многу е битно да ја почувствуваат, а недостасуваше, мора да признаеме, во изминатите неколку години и верувам дека ќе заличи, верувам дека ќе се почувствува таа убава магија. Така, ќе чекаме со нетрпение, повелете. Благодарам, Суза, и уште еднаш ќе ги поздравиме гледачите, да им посакаме убаво расположение утринско во нивните домови, каде што и ние да веќе им го пренесеме, затоа што ќе имаме една преубава тема на која што ќе зборуваме, зимзолент. Не е зимолент, току зимзолент. Так. Меѓутоа, Маја, јас претходно би сакала малку и други теми со тебе. Добре ни дојде, како што си кажа, тука се чувствуваш исто како дома. Сузе, ево право што фалиш и на тебе екраните, но добро е што те има и на подкастот со една преубава емисија која што има многу интересен наслов, а тоа е Равенка за успех. Равенка за успех. Има Да. многу равенки за успех низ животот и самото искуство нели си го кажува тоа, но е можно интересно да слушнеме кои се равенките за успех. Која беше твојата равенка за успех? Јас тебе да те прашам. Јас често пати, нели, кога и со гостите разговарам, велам дека равенката за успех, дали некој човек ја открил, нели, за да го стигне успехот или постојано ја бара равенката за успех, а и успехот е многу различен за секого. Значи, има успех на работен план, има успех на емотивен, животен план, значи како кој гледа на нештата. Па мислам дека јас се уште равенката не можам да ја дефинирам мојата, но се чувствувам успешно и задоволно од она што сум го постигнала до сега, а можеби некоја формула за сето тоа е позитивно гледање на работите, многу труд и вложување во се што правиш со емоција. Се гледа тоа по тебе, по твојата енергија и по твојот изглед. Ви благодарам. Така. Да, имаме многу равенки за решавање низ животот и допрва кои што се уште следат и најверојатно така ќе види во текот на целиот живот. Се е тоа она што тој ни го нуди, нели? Или би сакала исто и да те прашам како за Маја започнува едно утро? Вообичаено, значи стандардно, пошто јас сум работена во државна лотарија и тоа ми е матична куќа, да речам, таму ми е фиксното работно место. Во државна лотарија секое утро, нели, околу 8 до 9 часот треба да сум на работа и така ми започнува денот работно. Па сакам да си поспијам наутро, ама тоа е. Мора работните обврски не можам да ги одложам, така да вообичаено така ми започнува утрото. Пиев до некој време кафенце, сега не, сега ми со чај ми почнува денот. Па добро, за зимскиот период и добре дојде на чајчето. И подобро е, така. Нема нешто посебно, освен викендите, каде што можам да си поспијам, да се одморам во домашен амбиент и да се опуштам работно. Вообичаено ми поминува времето најчесто, бидејќи подкастите ги снимам попладне, предпладне сум на работа во државна лотарија и активна сум максимално. Тоа е убаво, кога имаме активности во текот на денот и сме исполнети нели во животот. Знаеме зашто се будиме утрото и кои ни се нашите обврски. Меѓутоа ова утро обврска ти беше и задоволство, како што и самата кажа, да бидеш дел од нашата утринска програма, за да најавиме мощне нешто интересно што ќе се случува во Скопје, како што кажа и Сузе, еве јас ќе се повторам, дали конечно Скопје ќе заличи на една европска метропола со тоа што ќе го понуди Зимзолент. А јас кога го отворив веб сајтот на Зимзолент, тоа беше толку понуди. Сега дали наеднаш
веднаш ќе ни дојде нешто со што многу ќе се изненадиме, еве за тоа ќе позборуваме и ќе ни пообјасниш. Да. Тука сум точно ради тоа да го најавиме и овој настан, кој е навистина очекуван многу и кај дечињата, и кај мајките, и кај возрастните, бидејќи нели сите ние очекуваме онаа пред Божик и на пред новогодишна атмосфера да се почувствува и во нашиот град. Радоста во срце. Да, да не одиме во поголемите други метрополи за да го бараме сето тоа, да го имаме тука и треба да им се понуди реално, поготово на дечињата, а и секако и на возрастните, и сите се забавуваме во тој период. Од 7 што се вели до 77. До 77, така е. Зимзоленд е навистина убав концепт и треба да стартува на 6, значи тогаш ќе биде свеченото отварање. Требаше на 30, меѓутоа се одложува ради временските неприлики, бидејќи ќе има дожд, за да биде спектакуларно отварањето така како што е замислено, ќе се одложи за 6 декември. Не е доцна, значи има период долг за предновогодишната атмосфера и пред Божикината, ќе трае до 19 јануари. Она што го гледате во понудата, токму тоа и се спрема сето тоа таму. Ќе има многу богата програма. Програмата ќе се најавува нели тековно, бидејќи викендите ќе бидат исполнети со побогата програма. Во текот на неделата бидејќи се луѓето по-слободни, повеќе можат да посетуваат. Но и од другите краишта низ Македонија, добре доаѓаат сите да доаѓаат, да си одвојат време. Тоа не е само за Скопје, тоа е и за околината и за целата Македонија. Да, секако. А она што е многу важно е дека постојано ќе има програма, значи во текот на неделата, само што викендите без паузи, да, само што викендите ќе биде нели малце по богата програмата. Сега да не се прашуваат гледачите, па јас ќе го поставам прашањето како Маја се најде во улога токму ваква да ни најави Зимзоленд и која е твојата помош токму околу сето ова? Јас во оваа приказна влегов нели случајно, бидејќи сакам да сум активна постојано и кога слушнав за иницијативата и за тоа што се замислува и како сакаат да го направат цел овој проект, почувствував дека треба да се најдам тука, да помогнам на начин на кој можам јас да помогнам, за да се изреализира овој проект, затоа што е потребен и затоа што сите го сакаме и затоа што гледам како реагираат луѓето кога ќе се спомене настанов. Сега Зимзоленд мора да прашам и следно, кој е главниот организатор и чија е оваа идеја да го имаме Зимзоленд во Скопје? Да. Новогодишниот базар. Да, тоа е едно друштво Зимзоленд кое се организираше од познати наши менаџери, луѓе кои се организатори на концерти, луѓе кои се инволвирани во многу јавни големи настани со искуство и сите тие се здружија за да го направат како друштво Зимзоленд, како посебна екипа која го иницираше проектов и која работи на негово реализирање. Мислам дека е време да ги поздравиме и да им кажеме секоја чест токму нова екипа што дојде до една ваква идеја. Дали за прв пат во Скопје ќе имаме нешто вакво? Еве ти си родена во Скопје. Да, јас сум родена во Скопје и во Скопје имало големи настани, навистина новогодишни, кои во тоа време биле актуелни на тој начин. Сега ова е нешто сосема ново и можеби за прв пат вакво. Меѓутоа, мислам дека баш она вакум простор некој кој го имаше кога затаи малце тој предновогодишен амбиент и атмосфера, ова ќе му дојде како нешто, некое ново освежување. Така, и на сите ни е потребно во ова време, да кажам, во кое што сите ние го живееме динамично, кажа и самата ти активни сме, убаво е пред се и за нас возрастните, но најмногу за дечињата, кои што ќе носат многу радости. Јас имав можност да погледнам нешто од програмата која што ќе се понуди на Зимзоленд, има безброј радости за дечињата, од Златно славејче со... На отварањето ќе бидат Златно славејче, ќе има хип-хоп шоу, каде што ќе има преку 100 артисти, ќе има Ана и девојките и уште некој бенд, Маршал Тито бенд, се вика, ќе има интересна музичка програма, тоа ќе биде на отварањето. Во текот на целиот новогодишен базар ќе има лизгалиште на мраз,
Ќе знаеме ли дали биде, да, веројатно и ќе има за дечињата, ќе пробуваат, да. Лизгалиштето на мраз го очекуваат и го сакаат, нели, многу луѓе кои веќе пробуваат, а оние кои не знаат и ќе се учат. Да. И како е чувството? Па убаво, интересно. Да видам јас не, на почетокот страф, онака дека ќе паднеш, ама полека се пушташ и после ти станува се поинтересно и поинтересно. Има желба повторно да бидеш на мразот, лизгање на мраз, да. Ќе има забава Луна парк, кој ќе биде многу интересен и Луна паркот ќе биде со многу богати реквизити, значи ќе има од Луна парк за најмалите дечиња до највозрастните, дури до оние што сакаат адреналин и поекстремни реквизити. Така да и тоа ќе биде забава за од најмало до највозрастните. Маја, да потсетиме каде ќе биде локацијата на сето ова што Локацијата на настанот ќе биде на платото на спортскиот центар Јане Сандански. Нема во центар да биде, сите очекуваа можеби тоа да слушнат, но не. Ќе биде на платото на спортскиот центар Јане Сандански, меѓутоа Скопјево е мало, не е толку големо, така да, а и Македонија, така да нема да биде далечна дестинација за никој кој сака да го посети. Сега, за да се дојде до една, од сето ова што во моментов јас го слушам од тебе, за да сето ова се организира, многу треба на вистина да се посвети внимание пред се, но голема е ентузијазам има, љубов и желба да се изреализира сето тоа, па да не гледаат и нас другите метрополи, дека ние во Скопје умееме и можеме да сториме. Не можете ни да претпоставите со каков ентузијазам работи екипата. Тие се по 24 сати таму. И јас на вистина дури им се воодушевувам со колкава волја, со колкава борба и со колкава желба сакаат да успее овој настан, да биде баш убав и пријатен и да има многу убави доживувања. Понуди за сите. Да. Она што пак ќе го споменам околу концептот, значи ќе има и куќарки многу, каде што ќе има храна, пијалоци, каде што ќе има аксесуари новогодишни, накитени, Дедо Мраз за сликање, пони кончиња, украсени за децата, значи навистина е убава замисла. И убаво звучи додека го слушаме, а замислете сето тоа кое ќе се изреализира и кое ќе може да се види. Посакувам од се срце сето тоа да се изреализира како што и треба и како што слушаме, веќе се создаваме една визија како изгледа, кога зборуваме за нешто и кога раскажуваме, односно кажуваме како сето тоа ќе изгледа, веднаш се создаваме некоја убава слика новогодишна, да кажам, во преку викендите ќе има и многу познати наши изведувачи. Да, тоа сакав да прашам, кои ќе бидат изведувачи, ќе има бина. Значи сето тоа ќе биде веќе се договорени, меѓутоа нема да ги напоменувам имињата сега на почетокот сите, бидејќи се уште се во преговори кој викенд, кој како е слободен, не слободен, затоа што нели претежно ги се планираат за викенди да бидат тие изведувачи. Да, со оглед на тоа дека музичките имиња кои што си ги имаме ќе бидете информирани секогаш навремено за се. Но и тие се активни пред нова година, па затоа токму треба нели да се договорат и така натаму. Сега, значи кажавме дека ќе се ова отвори, односно отворањето на Зимзоленд ќе биде на 6 декември. Во колку часот споменавме? Не споменавме во колку часот. Сето тоа мислам дека ќе биде некаде околу 16 часот. 16 во попладневните часови. Кој ден паѓа 6 декември ќе му дојде петок. Што значи пред викенд, што е нормално, нели? Сега завршуваме до 19 јануари. 19 јануари, што значи дека стара нова година и сите оние преубави празници, Божич кои што си го имаме, се тоа опфаќа, што значи полека. Не мора сите. Да. И сигурно отварањето ќе биде преполно, бидејќи сите ќе го очекуваат моментот, но постепено нели секој ќе си го гледа своето слободно време и простор, ќе има постојано програма, така да ќе има време и место за сите. Сега морам следното прашање ми е, Маја, за сите оние кои што сакаат да учествуваат на овој Зимзолен, дали се уште има време за пријавување, затоа што во нашата утринска програма доаѓаат многу жени, да кажам, кои што наши прекрасни уметници, ќе ги наречам, затоа што со рачните ракотворби изработуваат преубави нешта, па дали ова ќе биде можност, ако не следат Сабајлево, може да се пријават на Зимзолен со нивни сите изработки што ги имаат, да ги продаваат, да кажам.
секако дека има се уште простор, значи ќе може да Одлично. се преуват, има куќарки, има места каде што ќе може да си ги пласираат своите производи, има простори за поддржувачи кои сакаат да го поддржат овој настан, бидејќи потребно е, нели? Што повеќе поддржувачи има, толку повеќе програма ќе има, бидејќи знаеме дека се е поврзано и со можностите. И отворено е сето тоа прашање, може да се вклучат кој сака, дали станува збор за креативци кои сакаат своите ракотворби да ги постават таму, или пак за луѓе кои сакаат од страна да се вклучат во сето тоа, отворена е можноста. Каде може да се пријават, на каков начин, да ги потсетиме и да кажеме? Еве, јас би ја кажала страната на социјалните мрежи на Зимзоленд. И доколку пишат таму во инбокс, ќе можеме да стапиме во контакт. Има луѓе кои се постојано активни на таа мрежа, па ќе им дадат и телефонски контакт, и луѓе кои за што е задолжен, значи кој во врска со што се јавува, за се си има посебно ангажиран човек. Со колешка како брзо поминува времето. Јас дури вака погледнав кон часовникот, како рековме вчера, па во тие 20 минути многу кратко ќе треба да најавиме. Не е кратко, имаме за што да зборуваме, но затоа јас ќе ги искористам овие 2 минути да те прашам како ти ја доживуваш еве во текот на животот новогодишната магија и новогодишните празници. Па ја мислам како и сите, нова година едноставно ни буди некое чувство дека почнува нешто ново, дека треба нешто ново да се случува магично, дека се што е лошо треба да заборавиме и дека треба да очекуваме само убави нешта во новата година. И да бидеме подобри луѓе секогаш. Секако. Да. Маја, многу ти благодарам што беше дел од нашата утринска програма, што најавивме нешто така убаво. И за крај пиеш ли вино покрај новогодишната елка? Па, ретко. Ретко, но убаво е да се наздрави нова година. Нешто слабо, ама да, за една чашка живели. Така малку, една голтка. На здравје, може. Тоа те прашувам со оглед на тоа дека ќе исто така имаме убав настан. Тоа е 8 издание на престижниот вински салон Винодонија. Па, како што и напоменавме, ете, за наздравување, виното ни е секогаш на прво место, нели? Уште еднаш благодарам и успешен Зимзоленд посакувам за сите нас, да се радува Скопје, да се радува цела Македонија, да ни се радуваат во таа новогодишна магија, оние што најмногу си ги сакаме, а тоа се нашите најмили дечињата. Се надевам дека ќе биде така и ви благодарам на поканата. Секако се гледаме и на друг начин, зашто да не со некоја друга тема. Почитувани, тука ние завршуваме со разговорот, најавивме нешто многу убаво, имавте можност да слушнете,